Почитувани, американскиот New York Times го потврди она што го говори СДСМ. Пријателот на Мицкоски Орбан е скриена рака на Русија во Европа и во НАТО и дека руски структури и дезинформацијски мрежи активно се вклучуваат во политичките процеси во Унгарија со цел да го одржат Орбан на власт. Таква и последната лажна операција False Flag, случајот со лажните вести за експлозиви во Кањижа. Ова е истата матрица која СДСМ ја разобличува и во Македонија. Истата мрежа на медиумска контрола, црни кампањи и политичка манипулација, која со години ја одржува ВМРО-ОКГ, се злоупотребува во Македонија, исто како што тоа се прави и во Унгарија, Србија, Словенија. Заедничко за сите овие мрежи е пријателот на Мицкоски, Виктор Орбан, кој во изминатите години го зголеми бизнис и медиумското влијание со помош на ВМРО-ОКГ. Над 40% од медиумскиот простор во Македонија се контролира преку мрежата на Орбан во директна функција на ВМРО-ОКГ и нивните бизнис интереси. Ова почитување е координирана авторитарна оска Орбан, Јанша, Вучич, Мицкоски, која функционира по ист принцип: контрола на медиуми, ширење на лажни вести, креирање на страв и кризи и анти-ЕУ пропаганда, односно политичко влијание поврзано со руски интереси. Ова е една од причините зошто ВМРО-ОКГ не сака да се отворат досиејата на УДБА како дел од процесот за пристапување во Европската Унија. Затоа, почитувани, СДСМ бара итна истрага од АВМУ за медиумите поврзани со мрежата на Орбан во Македонија. Европските институции да го испитаат преку граничното мешање и руското влијание. Целосно расчистување на каналите за ширење на дезинформации и спречување на странското влијание. Време е да се стави крај на оваа мрежа на манипулации. Македонија заслужува слободни медиуми и демократска иднина. Затоа СДСМ се бори за европска Македонија. Ви благодарам.